Здраво и голем поздрав до сите оние кои ќе одвојат време за себе, за уживање со мене и моите гости. Ви го најавувам Зафиров шоу. Јас сум Тоше Зафиров, вашиот домакин на емисијата. Предност ќе дадам на дамата која има извореден силен вокал. На фестивалите се представува со моќни и тешки песни. Таа е храбра и силна жена која поминала низ многу животни предизвици. Секогаш изгледа убаво нашата Зуица Лазаров. Здраво, како сте? Благодарам за убавата најава, јас сум супер и благодарам за можноста да си поразговарам. Благодарам. Повелете, седете. За да го најавам следниот гостин, ќе ми треба да издвојам само неколку зборови кои го карактеризираат токму него. Млад, згоден, популарен, омилен кај младите, водител, пеач, рапер и нашиот најпознат јутубер Стефан Лазаров. Добро дојде. Здрав и жив. Тоше, чест ми што ќе бидам денеска И гост. исто што си наш гост. Повели, седни. Зуица, знам дека Стефан ви е омилено име. Имате прекрасна кејерка која што се вика Македонка. Како сте по дома? Дали наум ве слуша сите вас? По дома сме супер и тоа во овие услови на пандемија е најважно, да сме живи, здрави, среќни и сите на број. А Стефан ми е омилено име, баш се израдував кога ми кажа дека заедно ќе бидеме со Стефан, кој што му е омилен јутјубер на мојот Стефан. На малиот. На малиот Стефан, по малиот Стефан и веројатно е идол на многу од генерацијата на мојот Стефан. А Наум, па поправо би кажала дека сите ние некако повеќе го слушаме него тој нас. Стефан, вашиот татко е наставник по музика. Да. Дали знаете некој од песните на Зуица и на Наум? Од Зуица и Наум, па не знам, знаеш како, татко ми ќе ми искара, меѓутоа јас од секогаш сум бил повеќе по спортот, повеќе по фудбалот, по фитнесот и секогаш татко ми кој ќе го видев на таа Роса фестивал, на тие фестивалите, мало дете, народна музика, колку може да слуша реално и дете ко дете, не каниме ми останала се од секогаш во глава, меѓутоа многу ја познам и Неизе и сите кои што се бават со таа музика и ги почитувам и цел живот ја израснав со нив, меѓутоа дете ко дете колку може да слуша народна музика реално. Така да многу ја почитувам и ќе научам, треба да Еве, не треба да го кара, орце бидејќи не каниме, е токму на музика и аранжман на Орце Лазаров, неговиот татко. Да, не каниме, песна на татко ми која што ја направи, нели Миле Кузмановски ја испева. Се радувам што имам убави и прекрасни гости. Зуица, дали некогаш сте вежбале, дали посетувате теретана, дали сте активни во спорт? Ништо од сето тоа. Пешачам по дома. Веројатно тоа ми е доволно и се покажало така низ годините, значи си давам себе си задачи од разни типови и се додека тоа функционира на тој начин, нема да имам потреба нели од теретана, меѓутоа пак имам дома справална Орбитрек, која што си ја порачав за роден ден на својот 40-ти роден ден, бидејќи сметав дека ќе ми треба и ќе ми понатака, нели во животот и единствено јас ја употребувам од време на време кога ќе почувствувам дека има потреба за тоа. Треба да ни каже вистински рецепт како да се изгледа вака без да вежбаме. Ја не знам. Чудно. Па мислам дека е тоа сепак до генетика нека. До генетиката и до јас еве кажувам повторно дека ништо посебно по тоа прашање не правам. Име спротивно тоа, Да. Стефан. Стефан, за тебе знам дека долго време се занимаваш со спорт. Дали се уште вежбаш? Дали посетуваш теретана? Да, веќе 5 години посетувам теретана, меѓутоа кај мене проблемот е што јас сум од оние лоши вежбачи кои што играат сезонски вежбачи. Ти најдобро знаеш што значи сезонски вежбач, кој ќе дојде април месец, ќе се ставиш на исхрана, ќе се средиш за летото, кога ќе дојде ноември или октомври, ќе си супропастиш, ќе си одиш по кафани, ќе си пиеш, меѓутоа му кажав позади камерите на Тоше, Тоа се промени. сега се промени, фала на Господ, најдов вистински метод како да не пијам во месец ноември. Ке си одите, драги гледачи, во теретана, во 9 вечер, во петок и сабота, и кога ќе ви саат другарите, вежбате. Така да, овие 2 месеци сум супер. Добро. 3 блиц прашања. Ајде, Омилена справа, бенч. омилена вежба, Бенч. омилен оброк. Бенч, се шала. Стеки ориз, дефинитивно. Не, омилен оброк ќе си ставам, знаеш како во здрава исхрана нека е стеки ориз, меѓутоа лазањи се лазањи.
Ali не е здраво, ама лазања. Превод ќе ве молам, Бенч, се извинувам, превод. Кога ќе легнеш и вака да дигаш гради, вежба за гради. Аха, вежби за гради, па еве јас на пример наместо тоа вежба за гради, кој ќе растегаш хармоника, бидејќи јас во принцип сум хармоникаш. И така некако ќе му дојде. Значи, Тертана, не пустувате? Не, ние живееме на другата страна на Водно, ако може така се каже, во припор на селбата. Релативно имаме почист воздух отколку овде во самото Скопје, кое што точно го гледам од озгора кога е задушено. Движам тука околу куќа, во Вавчата и немам навистина ниту време, па ни навика, ни потреба да излезам, бидејќи кога е време за прошетки, нели викенд, кога е слободното време, ве нас ни се јавуваат обврски од типот гостувања навечер, пеење во ресторани, свадби и сите тие работи, така што денот ќе го поминаш да одмориш за вечерта, утредента додека се разбуди човек, прошол и викендот, од понеделник сум на работа со моите драги ученици и тоа е тоа. После ова емисија може би малку и... Па може би малку. Следната тема ни околу исхраната. Дома, кој ви е омилено јадење, што сакате да готвите, што сакате фамилиарно да седнете да јадете, дали внимавате да биде тоа здраво? Вака, значи се обидуваме тоа да биде барем повеќе да е домашна исхрана и кај нас 24/7 е отворена кујната, секој нешто прави и готви. Јадењата се, ултра инклузив, домашни, готвам јас, готви мојата свекрова Анастасија, мајка му на Наум која ќе е многу расположен и тој готви, многу е добар во кујна. Така што на тој начин некако, спремаме и домашен леп, спремаме и домашни пастрамајли, си тие работи, меѓутоа тоа далеку од здрава исхрана. Единствено. Убаво, здраво звучи. Баш здраво звучи. Домашно. Може некој вегетаријански, ама важно е домашна кујна. Значи, тоа е се од здравото и здрав хлеб, бидејќи го месам онака со интегрално брашно и со сите тие други работи. Се од здравата храна. Единствено кој што внимава на тоа е керка која што доби свој начин на исхрана е тоа, нели не би ја нарекла диета, начин на исхрана од другарка ми Зенделовска, Драгица, исхрана по генотип. И таа се храни по тоа, но знае да сгреши лазањи, мама која ќе ги направи се најле, пастрамајлија да не правам муабете сега. Тоа е тоа. Стефан, како изгледа твој ден? Мој ден, периодов изгледа Бог да чува. Така изгледа мојот ден. Знаеш како, од кога почнав со YouTube, напуштив телевизија, мислев дека ќе имам многу послободно време, нема да го имам онаа 8 сати работно време, меѓутоа сега ми стана работното време 24 сати. И за мене најтешко е со исхраната ове години и по што немам искрено време да си ја подготвам. Моето јадење е постојано надвор. И ја да ставам на вага колку пари трошам на храна, мајка ми ќе ме утепа. Место да седнам дома да си изготвам или да ми изготви некој да барем да можам да водам евиденција што правам, затоа што постојано снимам, постојано сум надвор, постојано сум со луѓе, кафиња, идеи, снимања, реклами и мене дури понекаде заборавам да јадам. Мене тоа ми е најголем проблем. Па ти многу добро знаеш дека за да имаш едно добро конструирано тело треба да имаш барем една дистанца од 3 сати, 4 сати за оброк. Мене ми се дешава ми се случува да 5 сати, 8 сати да не јадам и кога ќе му седнам, сум седнал и после тоа те боли стомак. Меѓутоа, еве и тоа овие 2 месеци се трудам максимално да го подобрам, барем да се најде некоја си средина. Баланс. На здравје кафе. Благодарам за кафето, кога сме кај Стефан, надвор од навиките. Здрава храна што може да кажеме ние. Кој ти умили много? Што сакаш онака да каснеш? Кажав, или со твоите дома? Лазањи дефинитивно секој ќе ми биде омилен оброк, на тоа има научена мајка ми, кашкавалче, мелено месо, курите кои ќе се испржат убаво. Исто убаво звучи. Знаеш кога ќе го споредиш вака на муавет со стек и ориз, дефинитивно отпаѓа стекот и оризот. Меѓутоа ако претераш а и општо, знаеш како си имаме дома некоја си рутина кога да бидам на патување, кога и негде да се доодам, кога ќе се вратам,
за ме чекаат и вајда така ми останало со тек на време. Мајка ми, и татко ми ги обожава така. И кај мене дома ги обожаваат. Фамилијарно. Секој си има така, да, секој си има. Мене пастрамајли. Да? Ште пијанка си, ште Ама со пијанка. интегрално брашно. Тука не Како оди. се лажем. Тука не оди. се Интегралното лажем. брашно се иззема. Сите ние денес некако станавме робови на модерната технологија. Дали и вие како другите останате и сте континуирано, нон-стоп со телефоните во раци? Дали се случува дури и во тоалет да појдете со телефонот во рака? Јас ќе кажам дека веќе сум зависен од телефон. И при тоа заработувам од телефон, заработувам од компјутер. Буквално стана кај нас младите да го снема утре интернетов, како да ти како се осеќаш како да ти ја снема личноста, како да си изгубил свемирот. И многу пати сум пробувал, дај да го тргнам телефонот, нема шанси. Значи, подсвесно ќе си правам муабет, мене ми саат ќе погледнам, не мора ни да го отворам. Нас младиве ни стана сериозен проблем тоа, меѓутоа и најмногу влијание имало тоа што почнавме да заработуваме, почнавме да живееме со тоа и сметам дека моментално ако немаш телефон не можеш да функционираш реално со технологија. Токму така. Не е само дека и младите се зависни. Јас зборувам дека и мојата генерација, колку што можам да видам и да осознам, се зависни. Ако ништо друго и некоја игричка ќе се па да, Facebook сега, немој ве молам. Не, ве молам, напреднати сме, знаеме и за Инста. Ве молам, ме научија и керка ми ме научи. Дали знаете Рилс што? Да? Ајде. Татко ми не знае. Татко ми појма немаше. Татко ми Каде баш ми се најинтересни ми се тие Рилс. Татко ми не знае. Да. Па добро сега напредуваме. Од друга страна, вели дека тој заработува со телефонот. И ние, еве како наставник, сега сум приморана, например, да го внесувам и часот на лаптоп ако ни е при рака, ако не ми е при рака, тоа е телефон. Некаков начин и работата и се наметнува преку телефон, електронски да мораме да ја водиме. Да. Така што... Време дојде. Да. Ковид пандемијата не ги промени нашите животи. Како влијаеше кај вас дома? Знаеме дека музичарите бевте доста засегнати од оваа ковид пандемија. Како влијаеше сето тоа на вас покрај она финансиски дел и психички дел? Дали дома направивте некакви промени во домашните навики? Како се влијаеше на вас оваа ковид пандемија? Па веројатно повеќето од нас променија многу навики. Можеби се покажа кој е оној вистинскиот, без разлика дали се работи за пријатели, дали се работи за сакани луѓе. Тие кои што се околу тебе во тие такви моменти се тие кои што треба да бидат и кога не е пандемија, ми се чини. Многу мина на тоа ќе се свртат. Нас пандемијата не остави длабоки траги, финансиски, можам да кажам, повеќе од колку што нели најпрви многу добро ни дојде тој еден карантин. Многу убаво се одморивме, меѓутоа потоа кога тоа продолжи, се прават нервози, нели? Нормално кога човек е оневозможен да заработува, тоа на никого не може добро да му се одрази, така што Да, јас мислам дека да не се повтори само ќе Она што се промени кај нас луѓето е што научивме многу повеќе да си ги цениме работите што ги имаме и луѓето со кои што сме обкружени. Барем тоа, сметам дека и не се промени многу заради тоа што сме сведоци изминативе неколку месеци како заборавивме дека е пандемија, заборавивме дека е ковид, дискотеките се полни, училиштата пола се заразени деца, меѓутоа образованието се тера, така да знаеш како кај нас луѓето е проблем што кај нас е се за 3 дена чудото. Кога беше ситуацијата, она најголемото жариште, сите бевме носите маски, седете дома, бла 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 и после тоа дојде лето, на сите низ досади, сите заборавивме од еднаш како се случуваше и се вративме. Највеќе што беа засегнати се музичарите, знам, по дома. Татко ми, мајка ми има салон за убавина, сродна дејност.
И можев да видам како човек, еве татко ми уметник, за година дена од својот живот губи све, буквално. Кај вас е многу битна инспирацијата, Така е. континуитетот на работата. Највеќе мислам дека тоа научивме сите, да се почитувам професијата, да знаеме на што сме и малку повеќе да се посветиме сега од кога И да се посветиме на најблиските, на фамилијата, која што тој нас не недостигала. како Што јавна имаме свест. повеќе обврски. Јавна свест за време на пандемијата, сите оние засегнати што беа, Да. јас почнувам здрава храна, почнувам диети, веќе И тоа требаше го променувам животот, да, се тоа. И сега како помина пандемијата, повторно гледам на масте изобилство од јадење, повторно ставите навики. Тоа траеше 3 месеци, толку. Да. Така, Толку е. Таа здрава храна и тоа треба да ни биде на начин на живот подолго. Начин на живот, така, многу сте во Да право. не е она диети, да не е... Како ги воспитувате вашите деца? Дали инсистирате на таа здрава храна? Како влијаете на нив? На тоа? Мене ми е најважно тие да станат добри луѓе. Дали ќе бидат повеќе или помалку успешни во животот, важно ми е да станат добри луѓе. Што се подразбирам под добри луѓе, тоа сега ми би требало повеќе време да образложувам, меѓутоа едноставно тоа е тоа. Тоа го барам и од своите ученици. Најпрвен да излезат како добри луѓе, ако можам да придонесам во нивното воспитување, а не само во тоа тие да надпреднат и да станат добри хармоникаши. Што се однесува до здравите навики, не знам дали успевам да им пренесам доволно, бидејќи не баш многу и јас ги имам. Еве, љубител сум на кафе, љубител сум на јадење, иако можеби се познава или не се познава. Не се познава. Меѓутоа, ете, не знам колку успевам во тоа да им пренесам. Единствено што знам по цел ден да ги нудам, тоа е да јадат повеќе овошје, тоа да им биде утринското, доручекот да биде овошје и тоа е се што, а понатаму нудам се што нуди кујната за тој ден. Стефан, гледам на YouTube, наистина си мега популарен. Да. Фала му на Господ. И на младите им даваш наистина и добар пример и баш си инспиративна мотивација за сите. Најпрво сакам да прашам како се одлучи од национална телевизија, пак некоја сигурно заработка, да напуштиш се тоа, тоа сепак е храброст, Да. да направиш твој YouTube канал, да почнеш нешто ново. И наистина за кратко време го достигна врвот не само кај нас, туку гледаме и дека во соседните земји си доста популарен. Неколку емисии гледам кои што те спомнува некои Да. твои колеги или Да. слично на твојата професија, така што навистина е инспиративно тоа за сите оние кои што сака да почнат со нешто да работат. Фала ти прво да чувам вакви зборови од шампион како тебе, многу значи за мене како млад човек. Знаеш како кога веќе ќе демек врвот, јас сметам дека многу сум далеко од врвот и уште многу имам да работам и фурли леп да јадам, ти си на врвот, не јас. Меѓутоа, знаеш како кога веќе напредуваш и дојдеш до една точка, се навраќаш на почетокот и размислуваш што беше на првиот момент кој што ми дозволи да го направам. Ете тој потек да дадам отказ во национална телевизија, што викаш сигурна плата, мајка ми и татко ми. Јас се сеќавам тој ден кога дадов, сакав да дадам отказ, еве ден пред да дадам отказ. Луѓето ми рекоа: "Сине, тере си го сонот, ние сме тука, колку имаме, толку имаме. Ние ќе ти дадеме, да тоа е јадеме многу леп." важно. Најважно е тоа. Поддршка. Да јадеме леп, ќе јадеме леп. Бори се, терај, ние колку можеме ќе ти приуштиме. Знаеш, ако во тој момент татко ми да ми кажал, дали си ти нормален, ќе даваш отказ, ќе се глупираш по YouTube, можеби другачи ќе сум размислил. Да. Затоа тој менторски момент наш на родител многу. Многу за пример. Сега понатаму многу повеќе се пронедов во YouTube заради тоа што младите веќе не гледаат телевизија, тоа е реалност. За жал, во Македонија, во Србија не е така, меѓутоа тоа е сосема друга тема. И со тек на време се пронедов многу повеќе се заљубив во работава, а најмногу го сакам тоа што сум самостален. Немам повеќе уредник на глава да ми кажува како треба, немам веќе директор да ми кажува како треба и едноставно си го терам својот пат. И тука можам да бидам Ти многу рано си целосно успел свој. да си ја купиш слободата, Што е со најскапа која работа. што многу во животот трагаат. Ете така. Јас Може имав би цел живот некој трага по тоа, а не успел така, да го јас имав среќа малце. Едноставно го донесов тоа што го прават во Србија. Кај нас имаше една знаеш како проблем со возрастната граница на гледање на YouTube, малку помали генерации глеdaa YouTube, меѓутоа кога се појавив јас ја привлеков оваа Z генерација, па дури повозрастниве гледам дека ме гледаат и најверојатно тука им беше таа среќа.
Неодамна излезе твојата навистина мокна песна Мајко моја. Од каде дојде инспирацијата за таа песна? Инспирација за таа песна, интересно, имавме настап со GP, летото имавме концерт и на концертот ни дојдоа 33 карти имавме продадено и уште 20 луѓе од нас што ни дојдоа, значи имавме 50 луѓе. Го направивме, како знам Јумен го направивме, супер беше настап, меѓутоа бидејќи претходно пуштивме две песни, едната беше во трендинг, пола милион прегледи, знаеш, ти добиваш кураж, викаш сега е моментот. Доживуваш дебакл вечерта и пијан, нема проблем да си кажам, одам во студио истата вечер у 3 сабајле, место да се изdeмотивирам таа вечер, ништо ме поне се измотивира. И затоа почнав пишав текст и песнава не е само за мајка, туку и за татковина. И затоа ме понесе тој момент и место да кажам ништо не му држава, никад нема да му држава, реков што и да е, ќе се борам да бидам барем јас човекот што понатаму ќе викаат дечко направи. Ме разбираш, и затоа некако ми дое вечерта ја направив и така испадна буквално песна. Вистинска мотивација. Вистинска приказна. Пуштува само. Кажи ми за твојот прв настап кога излезе на бина. Мојот прв настап беше исто лето во Пробиштип. Многу беше интересно затоа што настапав пред Хурикейн. Многу популарни девојките се мега популарни во Србија. Знаеш што беше проблемот вечерта имаше 1500 луѓе во публика, мој прв настап. Мене не ми е проблем со јавност, сум држал говори, меѓутоа никогаш не сум настапал. А плюс имаш притисок додатен, знаеш дека вечерта луѓето не се за тебе, дојдени туку се за нив. Песниве мои, колку ги знаат, колку не ги знаат, имаше 30 годишни луѓе публика, што нормално да не ми ги знаат песниве, децава поише ги слушаат. Меѓутоа не знам, излегов на бина и се осетив свој, тргна, интересно ми стана, публикава ја раздвижив, што за мене знаеш како значи во моментот. И едноставно, знаеш како убаво каже другар, тоа е една вид на дрога завист. Кога излезеш веднаш на бина, сакаш пак и пак. И уште поголема мотивација ми даде да работам повеќе со музика, таа најмногу ќе го знае. Секако. Реално. Па не е само што ни недостига во времето на пандемијата финансиите, туку и самиот контакт со публиката, тоа што го кажуваш ти, настапите, тој флуид. Уметниците се научени и стануваат зависни од тоа некако. Од тоа се хранат, И, да, буквално. баш така, Буквално. тоа што си го почувствувал и кога ќе ти го одземат тоа, баш како што ти го одземале основниот извор на финансии во куќето, така што тоа беше стварно една само ќе кажам, не повторило се. Дај Боже, Да. дај Боже. Зивица, спремате нешто ново со нам? Па еве сега го спомнавме фестивалот Роса, имаме заедничка песна, дует после подолго време. Се вика Среќен човек, среќна жена. Музика и аранжман на Сашо Ливрински и текст на Орце Зафировски. Покрај професорски активности, имате ли кои други планови за воиднина? Па да еве вака, настапи, некои се надевам дека нема да не затворат пак, дека ова пандемија и се гледа некако крајот, само на тоа се надеваме, дека ќе не остават да си се дружиме со публиката, да си заработуваме онака како што знаеме, умееме и да си го живееме својот живот, кој својот сон, да оди понатаму, така тоа. Стефан, твои планови? Јас имам еден куп планови, кај нас младите понормално е, ние цориме да сонуваме, да, нормално е сега, тие ми се годините. Го терам шоуто, сега ќе го терам до јануари, а потоа сакам да дај Боже да го вратам тоа Карпул караоке со кој што почнав на YouTube, сакам да повторно Белград, сакам Бугарија, малку да пробам да го освоам балканскиот пазар, малку повеќе да се расширам, бидејќи со знаеш како успеваш и социјалните мрежи те зближуваат и со тие, така да мислам дека тоа ќе го правам секако. Музикава дефинитивно малку ја ставам на стендбај, се потрошив за мајко моја, а се уште настапи нема, при тоа сум и јутубер, знаеш, кај мене настапиве сигурно ќе бидат после мај, кога ќе бидат фестивали, заради тоа што самостојни настапи се уште не можам да правам. Меѓутоа, јас имаме десетина песни, ние цело време работиме. Секако до март месец, барем на тоа поле ќе паузирам и највеќе се посветувам сега на јутубот, на емисиите, на тоа што го правам најдобро. И на вежбањето. На вежбањето, да, на вежбањето. Благодарам што бевте мои гости, што оставивте навистина посебен печат на нова емисија. Благодарам, мене ми пролета времето. Исто, да. Супер споменато. Навистина ми беше многу пријатно, благодарам што ми овозможивте да си направиме убав сладок мојабет и поздрав до сите што не гледале.
Мене ми е многу особено чест што сум ти дел од емисијата и се надам дека ти трае долго, дека ќе успеете со овои проекти, ќе ти гостувам пак. Благодарам. Доволно бев многу пати твои гости, сега дојде ред ти да видиш мои гости, така навистина посебно чест ми представува тоа. Само што ми јавија, имаме еден предизвик од продукцијата. Стефан, да испееш песна на Зуица, а Зуица една песна од нашиот Стефан. Драги гледачи, Зуица ќе ја видиме. Леле, Зуица Трап издание, ова го О, Зуица од трап, не у рап. Ура! Ајде, мајко, мама заедно ќе ја бе, после ќе Може само референот малку? Yes, of course. Океј. Чекај, ти кажам од кај. Од тука сам. Убис, сега да славиме. Не ни беше цела, сега славим те. Скрши ги флашите. Не менјаат, уште сме со нашите. Доста. А? Доста. Супер. Добро. Леле, ке ме утепаат децата, бе. Ке речат, ништо не знаеш, мори, еј. Научите. Чекай сега, значи идеме Зуица Лазова. Скопје. А, па за Скопјето. Ја знам. Ама не ја знам текстот. Ево го Па текстот. тебе ти е нова ова, јас затоа не ја знам. Не, добро, нормално и да Да не. беше од постарите некоја. Не, сигурно не. Само каде е рефренот? Ќе ве замолам да ми Сега, скинете. нема да ме импресираш. Сега јес да си. Се сетам. Поназад. Ама да ми помогнеш. Скопје наше јајце бацано со белосветски бои. Еј, Скопје главен град на Балканот, во него баш сите сме си своји. То! Добро, ова песна ја знам. Много е, Доста Зуица запри. много е полесно која знаеш мелодија. Ова плюс амбициите стави. Да, знаеш какви идеја имав, морам да кажам, на татко му ја кажам. Да најдам ваква некоја стара убава песна, со ова не е толку стара, меѓутоа да се направи преработка со ваков текст во трап верзија, така ќе видиш. Па, сега. И испеан со женски вокал, еве на пример како трап. Па, Може со работа Деве се на емисија. Па зошто да не се запознавме сега? Да се подмладам и ја. Од емисијата, а скромни подароци. А, благодарам. Благодарам. Чим има Благодарам. Олимпија и Тоше Зафиров, не може да е скромен Да. подарок. Реално. Фала ти Супер, многу. благодарам. Благодарам. И на вас сите. Фала ти. Ви благодарам што го следевте Зафиров шоу. За да ги добиете следните подароци, следете го нашиот YouTube канал, споделете и пишете коментар. Ви посакувам се најдобро и останете ми со полно здравје.